Јас се сеќавам на почетоците кога почнав да работам со родители, доаѓа едно прекрасно семејство за своето дете и зборуваме во однос на тоа и таткото во еден момент вика: "Види нешто да ти кажам, мене не ми се на прво место децата." Јас мислам дека мојата невербална комуникација беше буквално онака заледена, се додека него слушна вториот дел. Мене на прво место ми е мојата сопруга. Кога јас и мојата сопруга ќе бидеме окей, тогаш не верувам дека и овие деца нема да бидат окей, така да се оваме потсети на тоа. Некаде и самите, ајде да речам, деца веќе кога влегуваат можеби во она позрела доба, кажуваат дека ако мама и тато се добро и ние сме добро. Јас сме го слушнале многу пати, да. Сесии. Исто така и многу пати сме слушнале во сесии каде што имаме или тинеџери кои ќе кажат: "Јас не знам зашто до сега мама и тато не се разделија." Така да ова е нешто што го слушаме, колку и да е тешко да се зборува, нешто што го слушаме многу редовно. Тоа праќа порека дека тинеџерите веќе тогаш може да го вербализираат на едно друго ниво, бидејќи се веќе во друг степен на развојна фаза. Меѓутоа апсолутно истото го мислат и го чувствуваат и претходно, меѓутоа најчесто нели се изразува преку симптоми. А дури и ако нели слушаме во пракса, а не, ние не се караме пред него, не гледа конфликти, нема шанса да е до тоа, енергијата ја чувствува дека имаме дистанцирано или конфликтно партнерство. Точно.